Една недела наназад слушаме упорно како градоначалникот на Струмица праќа јасна порака до македонските граѓани дека не го признава македонското правосудство, една од темелните институции во државата, а по повод отварањето на судскиот процес Пуч, каде меѓу главно обвинетите е токму тој. Господине Заев, продолжувате во јавноста да сеете ветер и магла, и тоа повеќе магла од ветер, и да предизвикувате конфузија кај граѓаните. Сакам јасно и недосмислено да ми кажете, бидејќи пред правосудните органи тука имате поднесено тужба против мене, дали значи дека јас треба да ги почитувам насоките на градоначалникот на Струмица и лидер на СДСМ и да само прогласам јавна непочит на судот или не? Дали повторно продавате двојни аршини и демагогии, па час тоа исто правосудство ви чини кога напаѓате и тужите некој што не е вие истомисленик, а кога вас ќе ве добре, тогаш тоа не чини и не постои. Кој е вашата вистина, господине градоначалник? Кој е вашиот вистински лик? Градоначалник кој сака власт и институции на власт или опозиционер, демагог кој не почитува ништо и урива се? Се додека не дојдете на власт се разбира. Како прв човек на локалната власт, не сме ве виделе со месеци, односно како Струмица да сте ја ставиле на автоматски пилот, додека вие во Скопје си терате високи политики. Како опозиционер, диктирате анархија и беззаконие, како светла иднина за Македонија. Оттаму уште еднаш ви упатувам јавен повик. Решете се конечно. Или ќе бидете градоначалник за каков ве бираат струмичани и ќе живеете со проблемите на вашите сограѓани, или ќе глумите во шпанска сапуница, така наречен бомбашки процес во Скопје и ќе сонувате премиерска фотелја. Ние не сме должни да ги плаќаме вашите мегаломански соништа. Поднесете си оставка од градоначалник, господин Заев, и терајте си го филмот.